Вчера на градскиот стадион Никола Мантов беа доделени шампионските пехари на капитените од категоријата пионери и помлади пионери на градскиот фудбалски клуб Осогово, со што им го честитаа постигнатиот успех, односно првите места во третата младинска лига. Пехарите ги додели Дејан Боневски, член на комисијата за млади категории при ФФМ. Ова е доста значаен настан за фудбалерите на Осогово, бидејќи во наредниот период пионерите ги чекат доста тешки надпревари, а радува информацијата дека од овие фудбалери има талентирани кои што веќе се надпреваруваат и во првиот тим. Нашите две генерации кои што се надпреваруваат во пионери и помлади пионери завршија на првото место во лигата во која што се надпреваруваат и за наша среќа смогнавме сили ние како клуб заедно со Сдруженијето Никола Мантов и помош од граначалникот и општина Кочани да наредната сезона ги пријавиме во ранг погоре. Значи ќе се надпреваруваат со многу сериозни екипи. Ќе имаме 4 генерации, што значи дека ГФК Осогово ќе абсорбира некаде околу 60 до 100 деца, што значи една здрава и темелна подлога за иднината на овој клуб. Покрај сите овие тешки моменти и чекувања, дали Фудбалска федерација на Македонија ќе одлучи дека првиот тим на ГФК Осогово ќе остане во втора македонска лига или ќе одиме ранг надолу во третата фудбалска лига Исток, ова е позитивен чекор на светла иднина, бидејќи како информација да кажам само дека вчера ГФК Осогово настапи и со тројца младинци од 2005 генерација во последниот надпревар кој што го игравме против ФК Братство од Житоже, што значи дека веќе имаме светла иднина во овие млади деца, дека веќе гледаме некои од тие деца веќе како ростери во првиот тим. Има уште неколку талентирани деца кои што се на прагот да зачекорат во првата екипа и уште еднаш сакам да потенцирам дека вчера Осогово имаше 7 играчи од Кочани кои што се надпреваруваа во првиот тим. Што значи дека сме постигнале многу за една година. Ако просекот на играчи кои што се надпреваруваа претходно беше 1 или 2, веќе достигнавме до 6-7 стандардни првотимци и тоа за мене е најголемиот успех во оваа сезона. На врчувањето на пехарите присуствуваше и градоначалникот Љупче Папазов, кој на сите им посака понатамошна успешна кариера, а заедно со младите фудбалери од клубот да дојдат и до првата македонска фудбалска лига.